Кога црниот дроб е замастен? Од два извори. За кај дечињата само едно ќе кажам, ако имате дете со зголемена телесна тежина, на запад е стандард, деца со прекумерна телесна тежина на 11 годишна возраст да се прави така наречен скрининг за да се види дали имаат покачен АСТ, АЛТ во крвта и тогаш ако се прави и ехо преглед и тоа е детска замастеност, детска неалкохолна замастеност на црниот дроб и таа е состојба која што треба да се лекува со начин на живот, исхрана и физичка активност. Пред се. И најбитно. Значи, тоа е детската замастеност. И не смее да се игнорира. Но не смее да се игнорира ниту замастеноста на црниот дроб кај возрастните. И таму исто начинот на живот е главната промена. Како настанува? Луѓето често мислат дека замастен црн дроб настанува само од алкохол. Не. Од алкохол настанува ако човек претерува со алкохол. Но и тоа е ретко. Моето искуство со многу пациенти е дека замастеноста на црниот дроб во Македонија најчесто доаѓа од претерување на сирење. На многу вкусна храна, многу убава храна, меѓутоа ако се претера сирењето и кашкавалот особено, големата концентрација на заситени масти во нив ќе го замасти и црниот дроб. И што значи замастеност на црниот дроб? Премногу заситени масти, телото нема време да ги обработи. Особено тоа е комбинација на две работи. Храна со многу заситени масти, читајте сирење, кашкавал, а не трошење на истото. Не пешачење, пасивен живот, седење дома. И тие две работи заедно кои ќе се спојат, еве го тој рецепт за замастен црн дроб. И тогаш нашето тело губи од својот капацитет за детоксикација. Затоа, ако сакаме да му помогнеме на нашето тело да се детоксицира после празниците, да си ја провериме две работи. Како е крвниот притисок, за дали им помагаме на бубрезите да работат како што треба под А, и под Б да направиме преглед во крвта на АСТ и АЛТ, да видиме ензимите на црниот дроб или ехо преглед на црниот дроб ако не сме правеле одамна, за да видиме каква е состојбата на двата клучни органи кои што сега после празниците треба да ни ги исчистат токсините, односно да ни го чистат телото секој ден, не само после празниците.